ние сега се враќаме во нашето студио со нашиот гостин, доктор, кој што овде не дојден од неуромедика, доктор Зафировски, специјалист по ортопедија и ортопедска хирургија. Добро јутро, докторе. Добро утро, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Денес имаме тема вродени ортопедски заболувања. Гледам дека се донесовте со вас и материјали, затоа убаво и практично и пластично да им го доловиме на гледачите. И сега ќе започнеме општо, да речеме, колку се чести воопшто овие вродени ортопедски заболувања? Најпрво да кажам дека децата се наша иднина. Секое новородено дете представува нова радост и нова можност не само за нашава земја, туку и за целиот свет. Вродените заболувања на локомоторниот апарат се прилично чести, може би едни од најчестите вродени заболувања на човечкиот организам, после кардиоваскуларните заболувања, срчевите вродени мани, доваѓаат вродените заболувања на локомоторниот апарат. Најчесто од вродените заболувања се развојната недоразвиеност на колковите, тоест вродените исчашувања на колковите, вроденото криво стапало, вродениот крив врат, вроденото искривување на рабетниот столб, сколиоза. Меѓутоа, денес ќе зборуваме точно за најчестите вродени заболувања на апаратот за движење. Тие се со различна инциденца, тоест каква е честотата во зависност од регионот, во зависност од возраста на детето, во зависност од многу фактори, таа е различна. Прифатено е дека вроденото заболување на колковите, вродените исчашени колкови или вродени недоразвиени колкови, чести се од 2 до 20%. Меѓутоа, во некои региони тие може да бидат и повеќе од 20%, 30%. Ќе наведам еден пример. Децата кои што се раѓаат во соседна Црна Гора, под долината на реката Зета, таму скоро секое трето дете е со недоразвиени колкови. Најверојатно од географскиот регион, од почвата, може би и фамилиарно и генетски. Многу деца кои што се раѓаат таму имаат недоразвиени колкови. Исто така и во нашава земја, во минатото, пред 30, 40, 50 години, се раѓа прилично голем процент на деца со недоразвиени колкови, меѓу 2 и 5% недоразвиени колкови. Што се однесува до вродените криви стапала... А причината која била? Причините се бројни. Причините се бројни, реков, во зависно од географскиот регион каде што се раѓаат, потоа во зависност дали има некоја авитаминоза, недостаток на витамини, во зависност од зрачење во средината каде што се раѓаат новородените, генетските фактори, фамилиарните фактори исто така се многу битни. Потоа, да кажам, за вродените недоразвиени колкови, многу е битно доколку мајката или некој во фамилијата имал вродена недоразвиеност на колковите, се очекува ризик фактор е и бебето да има недоразвиени колкови. Таму ризични фактори се карлична презентација на плодот во матката за време на бременоста, потоа првородка, па женско дете, па генетскиот фактор, фамилиарна анамнеза, сето тоа влијае да постои можност за појава на
недоразвиени колкови или појава на вродено криво стапало или појава на вроден крив врат и другите вродени деформитети на локомоторниот ќе зборуваме апарат. поединечно за секој од овие заболувања, смеам да кажам аномалии, може и така и аномалии. Точно така, тоа се вродени породилни аномалии кои што се јавуваат. Но сакав прво нешто да ве прашам, бидејќи честопати на некој начин, и директно и индиректно, и се префрлува на мајката делум на вина, во случај бебето да биде родено со такви аномалии. Има ли вистина во тоа? Може ли мајката да превенира или пак полошо да придонесе за вакви аномалии? Многу добро прашање. Тоа што се зборува во народот, сигурно дека тоа се искуства од векови и тоа е точно дека мајката може многу да придонесе и многу да превенира. Да речеме, ако мајката не спортува или не се движи за време на бременоста, тогаш шансите да дојде до некое вродено заболување на локомоторниот апарат се поголеми. Исто така, ако пуши, ако пие, Тоа се оние стандардни препораки што ги слушаме генерално и за секој човек, а особено за мајката, претпоставувам, да. Исто така, и начинот како тече бременоста, дали се контролира, и тоа влијае, дали има недостаток на некои витамини, може да се коригира, да ги земе тие витамини што недостасуваат, така да, еве да речам, во минатото, 50-тите години се откри еден лек во Германија, талидомид, кој што служеше за смирување на бремената жена, да го нема оној утрински мамурлук, да не повраќа и така натамо. И многу од бремените жени го земаа тој лек талидомид, меѓутоа се јави една епидемија на деца кои што се раѓа со вродени аномалии, најчесто на локомоторниот апарат. И тоа со вродени и шашени колкови, со криви стапала, со недостаток на ампутирани раце, ампутирани нозе, со искривување на рбетниот столб. Брзо после тоа, во 60-тите и 70-тите години се увиди дека тој лек, талидомидот, делува и тој лек се забрани. Меѓутоа, денес го има тој лек за друга намена, не се користи за овие намени за смирување и се користи за некои други заболувања, така да се е важно. И начинот на повивање на детето веднаш после раѓањето има влијание, бидејќи порано децата ги повива како фишеци со повоите и можеше да дојде до исчашување на коковите. Така да во Америка на милиони деца забележале дека тоа не е добар начин на повивање и од тогаш веќе се отпочна и во нашава земја широко повивање кај децата и бројот на исчашени колкови во првиот месец после раѓањето драстично се намали. И ние во Македонија и во поранешната Југославија имавме проект за намалување на бројот на новородени деца со исчашени колкови и тој проект помогна многу бројот на деца, новородени деца со исчашени колкови да се намали кај нас. Ајде да одиме поред со најчестите заболувања, тоа е исчашениот колко, како што разбрав. Прво да ве прашам, зошто било почест кај девојчињата отколку кај машките? Еве, одлично прашање. Тоа е точно така, 4 до 6 пати вроденото исчашување на колкот е почесто кај женските деца, отколку кај машките деца. Се уште не се знае точната причина, меѓутоа се претпоставува дека кај женските деца за време на бременоста и веднаш после пороѓајот
повеќе женски полови хормони влегуваат во нивниот организам, стануваат лабави лигаментите, зглобните капсули и многу лесно може да дојде до исчашување. За разлика од нив, кај машките не доваѓаат исто така голем процент на женски полови хормони од мајката кај машкото дете и тамо да речеме се поретки 4 до 6 пати исчашувањата на колковите. Најверојатно има и некоја друга причина, да речеме женските новородени се понежни и многу полесно може главата на бутната коска да излезе од чашката и да се исчаши. Кога може да се детектира оваа аномалија? Ова аномалија може да се детектира, да се открие веднаш после раѓањето. Ние овде во Македонија веќе беше прифатена пракса, веднаш после раѓањето, 24 часа, најдалеку 48 или 72 часа, во зависност од состојбата на новороденото, систематски ги прегледувавме сите новородени. Меѓутоа, нажалост, не во сите болници се практикува истото. Така да остануваат доста деца кои што не се прегледани ни првите 6 месеци, а некои дури ни по проодувањето после првата година и кај нив се откриваат недоразвиени колкови, исчашени колкови, кога детето почне да оди, накривува на болната нога и тогаш се забележува. Иначе ние раната детекција претпоставувам дека е клучна, така? Раната детекција точно така е клучна и најважна за исходот на лекувањето кај вродената недоразвиеност на колкот. Бидејќи ако не се лекува детето, до што може да доведе? Тоа може да доведе до рани дегенеративни промени на зглобот на колкот. Особата чувствува болки на тој колк кога ќе натежне со својата тежина, се зголемуваат триењата во колкот, особата накривува, боли, се инвалидизира и единствено решение во таквите во таквите случаи е поставување на вештачки колк веќе после 20-та година, што не би било добро. Ајде да речеме навреме да се детектира, каков е третманот после тоа? Навреме кога ќе се детектира веднаш после раѓањето, ние имаме специјални клинички тестови со кои веднаш искусен ортопед утврдува дека се работи за недоразвиен колк со самиот преглед. Бидејќи постојат да речеме исчашени колкови кои што може да се исчашат и сублуксирани колкови кои делумно се главата на бутната коска е во чашката, а делумно е надвор од чашката. И ние сите тие тестови можеме да ги детектираме веднаш после раѓањето, значи првиот ден или првата недела после раѓањето и веднаш почнуваме со лекување во зависност од степенот на деформитетот. Поставуваме вајкертови гачички со кои колкчињата се расшируваат и главата на бутната коска се наместува, се центрира во чашката и тоа трае, да речеме, месец, 2 месеци. После тие 2-3 месеци се подобрува состојбата. Ако има потреба и понатака, се поставува еден друг апарат, Хилгенрајнеров апарат, кој што е покрут од овие гачичките или павликови каивчиња и очекуваме до година дена до проодувањето детето да се излечи, да воопшто нема никакви последици, никакви трауми и така натаму. Меѓутоа, ако до година дена не постигнеме добар резултат со овие конзервативен начин на лекување, тогаш се применува оперативно лекување, се мести колкот во чашката и
се поставува гипсена имобилизација за 2-3 месеци, а после се продолжува со овие ортопедски помагала и детето се излечува на тој начин. Меѓутоа, ако не се открие, а постојат такви случаи, Во тој случај? во тој случај детето продолжува да оди, мал се накривува, станува возрастна особа, доваѓа до поголеми триења, оштетување на зглобната рскавица, пациентот се инвалидизира и нема друго решение сем вградување на вештачки колк. Втората најчеста, за жал времево ни тече, втората најчеста била искривениот врат. Втората најчеста е деформирано криво стапало. Добро, значи погрешно ми информирал интернетот. Да. Стопалото, Тука значи. се, близко се едно до друго, така Нека да не се надпреваруваат, да. Стопалото. Вродено криво стапало е 2 пати почесто кај машките новородени деца. Најверојатно тука влијае генетскиот фактор, пенетрабилноста на генот кој е одговорен за развиток на долните екстремитети кај машките е 2 пати поголема од женските. Што значи вродено криво стапало? Тоа е така наречено конјско стапало. Стапалото е помало, деформирано, надворешниот драп е спуштен, внатрешниот драп е подигнат, предниот дел на стапалото е комплетно искривен. И доколку се остави така, останува тешки последици, накривувања, болки, дегенеративни промени. Меѓутоа, денес, благодарение на нови техники во лекувањето, ние сега ги лекуваме по најновата метода, по понсети, и тамо раното отпочнување со лекување значи излекување. Се поставуваат етапни гипсени редресмани надколени на болниот екстремитет. 5 такви гипсени редресмани еднаш во неделата. И после петиот редресман, петото гипсање, комплетно стапалото се нормализира. Ако е потребно, се прави мала хируршка интервенција, издолжување на ахиловата татива и на тој начин дефинитивно детето се излекува, се продолжува со специјален ортопедски апарат по Денис Браун до година дена, а после, ако има потреба, се поставуваат само ноќна ортоза Денис Браун до втората, третата година и после тоа нема никакви последици. Породилен или генетски дефект? Ово е исто така породилен, меѓутоа и генетиката влијае многу. Породилни дефекти, вродени аномалии се сите оние со кои што детето се раѓа. Значи, детето се раѓа и ова е голема грижа за родителите, за фамилијата на тоа детенце, а и е тежок проблем не само за родителите и за лекарите, ортопедите, бидејќи сите сакаме да има здраво дете, да се роди здраво дете. Да. Битно е тука да се напомене дека овој вроден деформитет знае во текот на растот да се повтори. Затоа потребни се редовни контроли и на тој начин се спречува да не дојде до повторно деформирање на рбетниот стол. Мислам дека ќе имаме време уште за искривениот врат. Сосема кратко, трет по честота вроден деформитет е искривениот врат. Тоа е исто така како и вроденото криво стапало, очигледен деформитет при раѓањето, меѓутоа некогаш може да се пропушти. Затоа ние кога ги прегледуваме новородените, имаме еден системанско аналитички логичен пристап, почнувајќи од што треба се чекира, така? Што треба да се чекира од главата, вратот и гледаме дека детенцето ја држи главата само на едната страна, а брадата и погледот му е на другата страна.
Тоа е еден мускул на вратот, мускулус стерноклеидомастоидеус, кој што за време на бременоста најверојатно се повредува, а има и тука некоја генетска компонента, фамилиарна анамнеза и така натаму, и доваѓа до стварање на еден хематом во мускулот. Мускулот се скврчува, се скратува и доколку не се лекува, останува со искривен врат, со искривен рбетен столб и има понатака последици. Постојат две врсти на искривување, вродено искривување на вратот, тоа е мускулната форма, која што со лекување, со физикална терапија, со шансова кравата, има одлични резултати и до година дена се завршува добро, а има една друга форма, коскена форма на искривување на вратот, каде што вратните пршлени недостасуваат. Неколку вратни пршлени недостасуваат или има клинасти вратни пршлени, комбинирано со мускулни деформитети на вратот, таа форма на тортиколис конгенита е многу тешка за лекување и многу малку се постигнува од неа. За среќа, таа е многу поретка од мускулнава форма, која што е со одлична прогноза. Да заклучиме дека сепак раната детекција е најважна, што значи треба да родителите уште од најрана возраст на редовни контроли, за да може сето тоа да се излекува. Докторе, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Со оглед на тоа што не ги опфативме сите, ќе мора повторно да ни дојдете овде во студијата.